Добро утро и од мене, а наша денешна гостинка во минутите предвидени за женски теми е Валентина Дисовска, председателка на Националната платформа за женско предприемаштво. Добро дојдовте во студиото на Утрински брифинг. Добро утро, благодарам на поканата. На почетокот за оние што не слушнале, иако мислам дека веќе нема такви многу жени што се во бизнисот и во предприемаштвото, што не знаат за вашава организација, бидејќи сте прилично активни, барем во изминативе 6 месеци до година дена откако ја формиравте, нели, Националната платформа. Но еве за почеток, која е вашата цел? Така, ние сме активни на полето за женско предприемништво десетина години, да бидам искрена, меѓутоа од пред 6-7 месеци ја формиравме Националната платформа за женско предприемништво, што представува сублимат на сите активни организации и други чинители во општеството за заеднички да работиме на јакнење на женското предприемништво. Тоа значи дека со заеднички сили, без разлика дали сме од невладин сектор, приватен сектор, јавен сектор, сите заеднички да направиме една средина која што ќе биде поволна за развој на предприемништвото, пред се на женското предприемништво заради економско јакнење на фамилијата, детството, заради економско јакнење на општеството. Да, сигурно имате вие податоци. Со колкав процент имаме на жени предприемачи во Македонија? Кои бизниси ги водат тие? Во кои бизниси се позастапени? Така, жените предприемачи се застапени со околу 30% во рамките на сите бизниси во нашата држава, меѓутоа она што е евидентно е дека тие сите спаѓаат во микро и мал сегмент, што значи дека обратот кој што тие го прават е околу 10%. И најчесто спаѓаат во оние бизниси кои што се услужни дејности или пак она кои што знаат да го работат пред да отпочнат собствен бизнис. Значи најчесто своето хоби, најчесто својата работа претходно ја преточуваат во свој нареден бизнис. Тоа не значи дека не знаат да работат и да раководат, меѓутоа ни фали оној мал склоп на раст и развој на женското предприемништво кон поголеми компании, кон поголем обрт, кон поголем профит, токму затоа ние работиме. Сега, неколку пати имате повторено и во едно претходно гостување овде баш во Утрински брифинг, велите треба прво да се смени перцепцијата кон жените предприемачи, а дури потоа ете да се вложи во нивните бизниси за да станат пореални. Воопшто треба да се смени перцепцијата и менталитетот према жените во општеството. Што значи тоа? Тоа значи дека мора да не има секаде 50-50, затоа што ние представуваме 51% од нашата популација. Перцепцијата дека жената треба да го води домот по мене многу погрешна, затоа што домот треба да го водиме заедно. Ако сме фамилија, нели, сопругот и жената треба да го водат домот. Сите обврски кои што ги има една жена да не паѓаат на товари на грбот на жената, затоа треба да имаме ние социјална инфраструктура. Таа социјална инфраструктура се состои од доволен број на градинки, доволен број на домови за грижа на стари лица, добра организација на транспорт, добра инфраструктура. Сето тоа за да може една жена слободно да се движи, да комуницира, да може да си работи својата работа и при тоа нели да не мора да работи 16 часа на ден, туку напротив да си ги поделиме некако улогите и работните обврски. Сето тоа ќе резултира со поголема посветеност на жената кон својот бизнис и тоа ќе резултира понатаму со економско зајакнување. Да, тоа е личи на некоја бајка сега во нашиве услови, бидејќи од тие 16, 8 се неплатени, барем 8 се неплатени, нели, од домашната работа на жените, но тоа е посебна тема која и во светот и во Европа е доста актуелна. Сега кога сме кај светот, вие најавувате една меѓународна конференција самит на жени предприемачи, тоа за следниот месец го најавувате, а исто така и објавивте еден јавен повик за награда за млад предприемач, предприемачка всушност. Така, да. Спремаме самит, 18 и 19 ноември ќе биде самитот. 19 ноември е светскиот ден на женското предприемништво, или така наречен ВЕД, кој што потекнува од Венди Даймонд, кој што веќе е влезен во Обединетите нации и така натаму. Значи, самитот ќе биде дводневен, меѓународен, интернационален, кој што ќе биде
онлайн и офлайн, што значи дека жените предприемачки може да присуствуваат, ќе биде во Александар Палас. А меѓутоа оние кои што нели се уште се плашат од ситуацијата од ковид и така натаму, ќе можат да ја следат и онлайн на Zoom платформа, така што ќе имаме и видео стриминг на Facebook, ќе можеме да бидеме, значи, видливи од сите страни. Ќе имаме гости од надвор, некои ќе дојдат лично овде, некои ќе бидат исто преку Zoom платформата. Она што сакаме да го направиме е да ја представиме платформата што досега сме направиле, какви заклучоци сме произнеле од досегашното работење, да ги представиме заклучоците, меѓутоа и барањата, не само заклучоците, бидејќи имаме досега во оваа една година сработено доволно, за да поставиме одредени барања за промена на ситуацијата онаква каква што е. И гостинките секако ќе ги пренесат своите меѓународни искуства. Она што друго следи е B2B средби. Значи, ние многу сакаме и многу работиме на поврзување на женските бизниси, затоа што знаеме дека оној синџирот на набавка, синџирот на соработка е многу важен за растот и развојот на компаниите и ние тоа сакаме и си го овозможуваме помеѓу Сдруженијето на бизнис жени, Сојузот на стопански комори, Федерација на фармери и Фондацијата за менеджмент и индустријско истражување, кои што сме партнери во оваа платформа. Значи, ние ја градиме таа бизнис фела, бизнис организација за помеѓусебно помагање, што во принцип се покажува како многу добро и како многу ефикасно. Затоа ги повикам сите оние кои што денеска не слушаат да дојдат на B2B средбите, да си ги споделат своите искуства и сигурна сум дека ќе најдат начин за поврзување и раст и развој на своите компании. Да, пред некој ден беше денот на жените во руралните средини и во неколку портали, вака и во весници, имаше навистина прекрасни примери на жени кои што велите вие од некое хоби можеби или од желба да работат поинаку и подомаќински, направиле навистина големи работи во своите области. Сега, велите вие, ке бараме, имаме свој барања. Од кого имате барања и кои се тие барања? Барањата најмногу ќе се испорачаат спрема институциите за да направат овозможувачка околина за раст и развој на бизнисите. И да, кога ќе се навратиме веќе на жените во рурал, има прекрасни примери каде што своето хоби, својата секојдневна работа ја претвараат во прекрасен бизнис и тоа многу профитабилен. Можат некои од тие примери веќе ги имаме снимено ние на нашите подкасти, значи на платформата www.platform.mk и www.radio.mk можат да се слушнат и да се видат нашите подкасти, каде што ги имаме снимено жените кои што се прекрасни примери и кои што уствари им даваат подстрек на младите за да влезат во женското претприемништво. И да се навратиме на она каде ги адресираме онаму каде што може да се одработи нешто. Она што велиме. Ја направивме националната стратегија за женско претприемништво. Од националната стратегија за женско претприемништво имаме акцијски план. Тој акцијски план е тесно поврзан со националната платформа и со активностите кои што треба да се сработат преку националната платформа за женско претприемништво. Значи се е поврзано во еден круг. Од друга страна пак со работници, ни се Министерство за економија, Министерство за финансии, владата и така натаму. Она што сакаме ние да го постигнеме е да се постави женското претприемништво на едно повисоко ниво во можностите за развој. Можностите за развој, ако сега ги погледнеме стартап компаниите како се опфатени, иновацијските компании како се опфатени, тоа истото го бараме да се преточи и во растот и развојот на женското претприемништво. Тоа значи дека ако ние ставиме одреден фонд и одреден буџет со кој што ќе располагаат жените претприемачки и да им дадеме ветер во грб, јас сум сигурна дека ќе имаме многу добри резултати, затоа што докажано е преку истражување дека жените многу подобро ги менеџираат финансиите и растот во компаниите, доколку некој сака и им даде подстрек од страна на финансии, затоа што најчесто пак проблем за растот и развојот на женските бизниси е пристапот до финансии. Да, но некој ќе ви каже сега барате позитивна дискриминација, односно посебно внимание и посебно да се финансираат женските бизниси, кога ти и онака можат да конкурираат и во фондот за иновации и во другите фондови.
Секако дека можат да конкурираат, дури во минатите неколку години успеавме да направиме и таму позитивна дискриминација, да ставиме по неколку бода повеќе за апликанти доколку се жени сопственички на бизнисите. Меѓутоа сметам дека тоа не е доволно за да се направи раст и развој. Ако ние имаме 50% од популација жена, зошто тоа не го сватиме дека е фактички мотор за создавање нови работни места, мотор за создавање на посилна економија. Значи тоа можеме така да го перцепираме и така да го водиме. Ако така го водиме, јас сум сигурна дека ќе имаме позитивен исход од сето тоа. Но сепак пак останува тоа, барате позитивна дискриминација. Бараме позитивна дискриминација и тоа не е ништо лошо и не е ништо непознато. Позитивна дискриминација е во врска со стартапите, позитивна дискриминација е во врска со иновативните компании. Позитивната дискриминација секогаш излегува на позитива. Зошто да не одработиме таа позитивна дискриминација? Ние имаме доволно дискриминација од минатото, за да си ја бараме сегашната позитивна дискриминација. Имаме менталитет кој што вели жената треба да биде дома, жената нема да добие наследство, жената треба да се грижи за фамилијата, жената не може да работи и да прави раст. Имаме проблем со стаклениот таван за жените на менаџерски позиции, имаме проблем со разликите во платите од 17,2% за исти работни позиции. Значи, доволно имаме назадување за да можеме легитимно да си бараме позитивна дискриминација. Колку членки имате во националната платформа? Како жени предприемачки имаме повеќе од, можем да кажем, 20.000. Зошто го зборувам тоа? Затоа што околу 20.000 се многу, меѓутоа околу 2.000-3.000 имаме сигурно, не сме ги пребројали. Имаме членки кои што се организации. Значи, во националната платформа членуваат организации кои што пак внатре имаат собствено членство. Ние како Сдружение на бизнис жени имаме повеќе од 300 членки, Сојуз на стопански комори има членки, Национална федерација на фармери има членки, Фондацијата за менеджмент и индустријско истражување има членки и уште 40 на други организации кои што ни се членки на нашата платформа имаат своји членки. Значи, ние работиме некако поставено хиерархија од националната платформа преку организациите па до членството. Што тоа значи? Значи дека се шириме на терен и правиме и зајакнување на организациите кои што работат на терен со своите членки, преку тоа се зајакнуваат и членките, така да бројноста не сме ја избројале досега. Да. Фино прашање ми поставивте, не е лошо да се изброиме до 18 и 19 ноември да знаеме колку е бројност со членки, меѓутоа дефинитивно организациите имаме секој ден приклучоци на нови организации кои што сакаат да работат со нас и се надевам дека ќе направиме еден многу добар пеперутка ефект кој што од едно место ќе го разнесеме идејата, информацијата за да ја раздвижиме и во најмалите средини да ја раздвижиме ситуацијата. Ве прашав ова за бројноста, бидејќи бројноста кај нас, па не само и кај нас се разбира, повлекува една можност за поголем притисок во однос на овие барања што ги спомнувате. Меѓу нив има и моćни, нели, како комората и така натаму, моćни организации. Дали овие кога ќе ги поставите овие барања? На 18 и 19 ноември. Значи, сега работевме на тематски групи, во тематските групи ги дозавме сите состојби и проблематични ситуации. Значи, ќе излеземе со документи, работевме на секторска група една досега, секторската група за развој на жените во руралните средини и се спремаат документи. На 18 и 19 ноември дефинитивно ќе излеземе со податоци и ќе излеземе со информации и барања за промени. До тогаш многу ви благодарам што учествувате во денешниот утрински брифинг. Се надевам ќе имате време после овој самит да гостувате повторно за да евентуално дознаеме повеќе и за вашите барања и за она што е како одговор што го имате од воопшто надлежните институции. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам.